Почитувани, уште 2 дена до предреферендумскиот молк, а Зоран Заев и неговиот криминален клан продолжуваат да кријат информации и да водат лажна кампања со лажни пораки за европски вредности. Едно е јасно, тие се коцкаа со идентитетот на државата, граѓаните и институциите и изгубија. Тие треба јасно да им кажат на граѓаните дека овој референдум е за Северна Македонија, а не за Европска Македонија, бидејќи тие со својата криминогеност и неодговорност нема и не можат да донесат европска перспектива на Република Македонија. Договорот од Преспа е класична капитулација, за што впрочем говори и молкот на владата кога се работи за уставните амандмани. Заев продолжува, округло па на ќоше, да избегнува да каже како тие ќе гласат, што со нив ќе се менува, каков ќе биде статутот на македонскиот народ, каква ќе биде преамбулата, дали и во каков контекст ќе биде споменат Асном, темелот на македонската државност и низа други нејаснотии со овој договор. Една работа е јасна. Владата бара народот да им верува на зборот на Заев, истиот оној што се колнеше во своите деца, во своите родители, во и предци, дека нема да го менува уставот и уставното име на Република Македонија. Зоран Заев и владата молчат за информациите во јавноста дека преамбулата ќе гласи, цитирам, граѓаните на Република Северна Македонија, македонскиот народ, албанскиот народ, како и граѓаните кои живеат во низините граници кои се дел од турскиот народ, влашкиот народ, српскиот народ, ромскиот народ, бошњачкиот народ и другите. Зошто Заев и владата молчат за информациите дека и севкупните уставни амандмани се веќе изготвени и во форма на нон-пейпер се доставени од страна на официјална Атина, а се чека владеачкото мнозинство безпоговорно да ги донесе тука во Собранието на Република Македонија што се наоѓа зад мене. Молкот на Заев гласно зборува. Зоран Заев точно знае што и како ќе гласи и точно знае дека измените се неприфатливи и сам ги оцени како непријатни за граѓаните. Дури и нагласи дека ги крие бидејќи ќе влијаеле врз граѓаните на предстојниот референдум. Веќе медиумите објавија дека со измените во преамбулата државата се претвора во бинационална и се брише сувереноста. Затоа му е потребно на Заев секој ден на своите јавни настапи да кажува манипулации одново и одново и да ја замајува јавноста. Затоа на Заев му требаат јавни повици до приватниот сектор за подкуп на гласачи комбиниран со притисок врз нив. Тоа е рецептот на Заев. Да ги погази демократските вредности, да погази устав и закони, само за да ја оправда својата капитулација преточена во така наречен договор од Преспа. Ова не е предавство на македонскиот народ. Почитувани, во Република Македонија ова е предавство на македонскиот народ кој живее надвор од границите на својата матична земја. Заев пак ќе го менува, иако еднаш веќе го менуваше на барање на Грција, членот 49 од Уставот на Република Македонија, кој гласи: Републиката се грижи за положбата и правата на припадниците на македонскиот народ во соседните земји и за иселениците од Македонија, го помага нивниот културен развој и ги унапредува врските со нив. Републиката при тоа нема да се меша во суверените права на други држави и во нивните внатрешни работи. Затворен цитат. Само Заев знае што ќе има, што е спорно и како ќе гласи овој член после измените побарани од Атина. И од Заев да е, премногу е. Република Македонија не е еленица за Зоран Заев да се коцка со нејзината судбина. На 3 дена од референдумот, ние повторуваме дека веруваме во мудроста и достоинството на македонскиот народ и апелираме до граѓаните да не потпаѓаат под манипулациите на власта, туку да постапат онака како што мислат дека е најчесно кон нив, кон нивните предци и кон нивните потомци. Веруваме во Македонија, бидејќи веруваме дека Македонија ќе победи. Ви благодарам. Дечки, сакате уште?